Европа на Македонија и Бугарија им нуди 7 милиони евра. Општините и невладините за да ги земат имаат можност да понудат проекти во 3 приоритетни оски. Туризам, заштита на животна средина и конкурентност. Она што би сакала да го нагласам е дека оние индикатори кои што не беа исполнети по програмава или имаме помала исполнетост по истите, како што се заштита на животна средина и туризам, ќе бидат по приоритетни при овој повик. Ова практично е продолжение на програмата која партнери од двете држави ја спроведуваа и во 2007 и во 2013 година. Што се отнася до въпроса ви, за предишниот програмен период во досегашните повици од 2007 и 2013 година имаме околу 97% искористување на средствата. Реализирани се стотина проекти, од кои се дел на НВО секторот, а дел на општините. Организација еден голем дел се на општините. На овој повик општина Штип ќе аплицира со 2 проекта. Едниот проект е реконструкција целосна на клонот Пчелка од градинката, дел од градинката Вера Циревири, во кој што целосно ќе ја замениме фасадата, ќе замениме начинот на загревање, со што ќе добиеме енергетски ефикасен објект и ќе аплицираме со уште еден проект за заштита од пожари, што значи ќе аплицираме за добивање на противпожарно возило и целата опрема која што е потребна да ги заштитиме граѓаните од вакви елементарни непогоди. Инаку главната цел на ИПА прекуграничната програма е зајакнување на прекуграничната соработка помеѓу институциите и населението во регионот. На овој начин Унијата се стреми да обезбеди надминување и изнаоѓање на адекватни решенија за заеднички приоритетни прашања. Се во ова и начините за аплицирање беа презентирани денес во Штип.